Последниве недели рибата зајак стана една од најспоменуваните теми меѓу туристите што летуваат во Грција. Отровна е, агресивно го освојува Медитеранот и е уште еден доказ дека климатските промени и човековото влијание ги менуваат морските екосистеми. Во продолжение ново издание на Да си кажеме, не само како приказна за една опасна риба, туку како предупредување дека природата околу нас забрзано се менува. Како научниците ги следат овие промени? Што се случува со нашите природни езера? Што ни откриваат рибите и паразитите за здравието на езерските води? Колку е загрозено Охридското и кои се најголемите предизвици за неговата иднина? За овие прашања разговараме со професор доктор Стојмир Стојановски од Хидробиолошкиот завод во Охрид, научник кој со децении ги истражува водните екосистеми и нивните најсуптилни, но и најважни показатели. Професоре, се надевам дека ви имам во програма. Поздрав од студиото на Телма во Скопје. Дали ме слушате? Да, добар ден, Горан. Ви благодарам за поканата и ми е мило што имам можност да бидам ваш гостин и со задоволство ќе ги споделам моите ставови и искуства на денешната тема. Одлично, во Скопје многу топол летен ден, веројатно во Охрид покрај брегот на езерото е малку посвеж, или? Па е малку посвежи, температурата е малку пониска, макар да и за нас и ние не сме навикнати на толку високи температури. Добро, како што кажа во најавата, научник кој со децении ги проучува паразитите и болестите кај рибите. Генерално на почетокот би тргнал со едно прашање: колку ни се здрави рибите, односно животинскиот свет во нашите езера и каква е улогата на паразитите и другите болести? Дали тие може да бидат закана само за рибите во езерата или можеби да бидат закани и за здравието на луѓето? Јас, како што рековте, ево веќе повеќе од 30 години работам во Хидробиолошкиот институт во Охрид. Тоа е и најстара институција од тој тип на Балканот. Минатата година, имавме 90 години од формирана иницијатива на академик Станковиќ, поурник на најпознатите институти од тој период, Макс Планк институтот и други. Се наоѓа на брегот на Охридското езеро, веднаш до Билјанини, извори, мирно, прекрасно место кој обезбедува идеални услови за мирна научна работа. Во Хидробиолошкиот институт јас сум раководител на оделението за болести на риби и најголем фокус во моето работење се паразитите на рибите. Ќе кажам во наредното излагање од кои причини е тоа. До сега имам откриено над 120 видови на паразити. Меѓутоа, ево одма ќе кажам дека за гледачите да не мислат дека е тоа нешто многу страшно. Така звучи, на прво звучи страшно, бидејќи паразит се поистоветува, односно асоцира на нешто штетно и опасно по здравието. Да. Паразитите секако можат да предизвикаат штети, директни и индиректни штети врз здравието на рибите, но тоа најчесто се случува во услови кога одбранбената способност, имунитетот на рибите е намален, а животната средина е поволна за размножување на паразитите, изголемување на нивната бројност. Некои од нив може да се пренесат и на човекот, можат потенцијално да бидат опасни за човекот, но реално ризикот од инфицирање на човекот е сведен на блиску до нула, а најголема улога во тоа е што во нашата национална кујна не постои традиција на конзумирање на риба која не е термички обработена, бидејќи сите паразити со термичка обработка, со висока температура, биваат уништени. Добро, вие спомнавте бројка од 120, за нас лаиците таа бројка навистина делува многу голема.
Дали и вас научниците ви изненади бројката од 120 паразити кај рибите во Охридското езеро? Тоа се значи вкупно во цела Македонија, можеби во Охридското езеро се, не знам, да речеме пола од нив. И тоа е, тие се утврдени во текот на децениското работење, значи не се наеднаш. Но нивниот број претпоставувам и дека ќе се зголемува, бидејќи ево последните 2 години имавме заеднички истражувања по меѓународен проект со колегите од Австрија, од Универзитетот од Грац, од Институтот за биологија и ги испитувавме паразитите од родот Гиродактилус. За гледачите можеби гледачите можеби не се запознаени, да кажам, значи тие се високо специализирани паразити кои секој вид се среќава кај одреден вид на риба. Ги испитувавме паразитите од Охридско и Преспанско езеро од наша страна и некои езера во Австрија и при тоа идентификувавме над 10 видови гиродактилуси и за најмалку 5 од нив поставуваме дека ќе бидат нови за науката. Нивното официјално опишување и објавување во научни списанија е во теки. Тоа, значи, можам да кажам дека би представувало значаен научен придонес и афирмација за македонската наука на меѓународно ниво. Секако, бидејќи никој претходно не ги опишал, значи нов вид за науката во глобални размери. Кога велите намален имунитет на рибите, тогаш може да биде тоа опасно, тие паразити. Која е тогаш најдобрата заштита за здравјето на рибите и генерално колку ни е здрав рибниот фонд во нашите езера, или кои мерки ги предлагате за борба против паразитите, односно за рибите да останат здрави? Реално, кога би обратиле детално внимание, значи на испитувањето, значи кај секоја риба би нашле паразити. Но ево да доловам некако сликовито, малку ќе избегаме од темава. Сметам дека ситуацијата е слична како и со ситуацијата со микрофлората кај човекот. Кај возрастниот човек се вика дека има, не знам, 35-40 трилиони клетки и најмалку уште толку микроорганизми во него кои имаат некоја улога во нашиот организам. Со најнови истражувања утврдено дека цревната микрофлора има голема улога не само за нормално функционирање на нашиот дигестивен систем, туку е и многу важен имунолошки фактор, има голема улога во одбраната од тумори, па и за развој дури за развој на нашиот мозок и интелигенцијата. Така и до одредена мера присуството на паразити кај рибите може да има и позитивен ефект за нив, бидејќи го стимулира нивниот одбранбен систем да биде активен и подготвен да реагира не само против конкретниот паразит, туку и против други причинители на болести. Значи, кога се е во некоја хармонија, значи нема потреба да интервенираме. Професоре, спомнавте паразитите како еден од причинителите за болести кај рибите и една закана. Кои се други закани за екосистемите кога станува збор за нашите езера? Дали се тоа, например, птиците кои јадат риби или нешто друго? Па да, ето ќе се осврнам на тоа, но како е дојдено, значи, до тоа, од мој аспект еден од главните проблеми е што процесот на еутрофикација, односно органско обтоварување, особено во Преспанското езеро последниве 30 години, станува се поинтензивен. Се менуваат односите во екосистемот, има поинтензивни односи предатор
плен, односно во овој случај рибојадни птици и риби, и заради тоа кај рибите се јавуваат се повеќе паразити, кај кои птиците се домаќини. Сега голем број од паразитите кај рибите кои го завршуваат циклусот кај рибојадните птици можат, значи, да ги инфицираат и другите животни, и цицачите, па дури и човекот. Во последниве години регистрираме и ларвени облици на паразити кои не биле претходно присутни во Преспанското и Охридското езеро, например Ехиношазмус видот, Еустронгилидес. Тоа се паразити кои го завршуваат својот развој кај рибојадни птици и цицачи, а може и кај човекот, така да можат да представуваат ризик за здравјето на човекот доколку се конзумира недоволно термички обработена риба. Добро, од ова до сега свативме дека најбезбедни можеме ние луѓето да бидеме ако рибата што ја конзумираме за јадење термички ја обработиме претходно. Да. Во тој случај, значи, не постои никаква опасност. Никаква опасност. Да. Добро, генерално спомнавте многу промени како резултат веројатно на климатските промени и затоплувањето, односно зголемувањето на температурата на водата, нешто што го менува целиот екосистем, промени кои пред 20 на години да речеме не сте ги забележувале, бидејќи рековте дека сте научник со 3 децениско искуство. Ги спомнавме и во подготовката на оваа емисија птиците, кормораните кои вријаат на намалување на рибниот фонд, односно се хранат со големи количества на риба. Да, значи ги спомнам ево сега рибојадните птици, тие имаат значајна улога во ширењето на одредени паразити, бидејќи представуваат крајни домаќини во нивниот животен циклус, покрај тоа што конзумираат големи количества на риби. Особено е важно да се нагласи дека бројот на рибојадни птици на двете природни езера во Македонија, посебно на Преспанското езеро, сметам дека е многу зголемен. На Охридското езеро рибојадни птици се ушестиот, малиот, големиот корморан, галеби, чапи. Најприсутен е малиот корморан. Не би шпекулирал сега со конкретни бројки, но сигурно има колонии кои бројат неколку илјади мали корморани. Сега малиот корморан е многу опасен, значи затоа што тој јаде мали риби, значи риби кои не достигнале својата максимална големина, полова зрелост и немале можност да се размножат и да остават потомство. И сега на Охридското езеро, ако има неколку илјади само мали корморани, не рачунајќи ги големите корморани, ако тие јадат, малите корморани јадат околу 200 грама риба, големите корморани над половина килограм, би се дошло до бројки кои, значи, сигурно над 1 тон риба дневно може да изедат и годишно, тоа значи би било, не знам, 300, 400, 500 тони риба, што е значи многу повеќе него што е уловот на риба од рибарите на Охридското езеро. Охридско езеро ставува ми повеќе дека е. Навистина големо количество, 1 тон риба дневно, вака така звучи барем. И свативме дека птиците јадат повеќе риба од човекот. Има ли некаква заштита и дали е тоа природен синџир на исхрана? Бидејќи рековте дека рибојадните птици во последно време се размножиле повеќе, значи ги има повеќе од колку порано. Да. Па за тоа е неопходен мониторинг, стручно управување, значи со ова
проблематика и сметам дека во дискусија така со релевантни фактори може да се најде решение. Порано било се дозволувал одстрел на птиците, на кормораните, посебно значи во зима на живелиштата, односно зимовалиштата за рибите, но секако постојат и други нелетални мерки за одвраќање на птиците, например звучни, визуелни средства, присуство на луѓе, пиротехнички средства, ласери и слично. Потоа може да се направи контрола на гнездењето, да се отстрануваат гнезда или јајцата да се третираат со масло, така наречено egg oiling, со што се спречува развојот на ембрионот без да се потикне значи ново несење и крајно е значи ограничен одстрел. Во европската Да, професоре, сакам да ве прашам, кога станува збор за светски истражувања, што е денес најголема закана за или најголема опасност за рибниот фонд? Дали е тоа прекумерен риболов, климатски промени, загадување, еве, рековме природен синџир низ исхрана птици или нешто трето? Па, генерално, најголема, значи не можеме да кажеме која е најголема опасност за рибниот фонд, значи сите овие и прекомерниот риболов и значи прекомерната експлоатација на рибите и загадувањето и деградацијата на живелиштата и климатските промени имаат синергистичко дејство и се подеднакво можеби опасни за рибниот фонд. На глобално ниво во морските екосистеми сметам дека прекомерниот риболов е најголема директна закана за рибниот фонд, додека во сладководните екосистеми, како што се во Македонија, тогаш значи деградацијата на живелиштата, загадувањето, промената на хидролошкиот режим, присуството на инвазивни видови и прекомерната експлоатација се значи големи опасности. Во Македонија генерално значи прекомерниот риболов го намалува рибниот фонд, загадувањето, деградацијата го уништуваат живелиштето, а климатските промени ги засилуваат сите овие притисоци. Во Македонија за жал не можеме да се пофалиме многу со заштита на животната средина и често пати зборуваме за загадување како на воздухот, така и за загадување на водата во реките и во езерата. Колку тоа ги прави рибите отпорни на нови болести и генерално како тука стоиме кога станува збор за рибниот фонд во однос на загадувањето? Загадувањето е еден од клучните фактори што ја зголемува чувствителноста на рибите кон болести и паразити. Тоа делува како хроничен стресор, преку имуно супресија, значи намалување на одбранбената способност на организмот. Не секогаш загадувањето директно ја убива рибата, но често ја ослабува незината физиолошка состојба, значи има различни облици на загадување, органско загадување, хемиски загадувачи, тешки метали, пестициди, амонијак, нитрати, нитрити и други. Тие ја прават едноставно рибата поподложна на различни инфекции. Исто така, значи загадувањето може да влијае и индиректно, посредно, да ја промени структурата на животинската заедница во екосистемот, исто така и структурата на паразитските заедници и еден од дел од паразитите да бидат потикнати да значи и да се зголеми нивниот број, а други да исчезнат во услови на силно загадена средина. Затоа, значи, појавата на болести, паразити кај рибите треба да се разгледува како резултат на интеракција меѓу квалитетот на водата, физиолошката состојба на домаќинот, односно на рибата и присуството на
патогени микроорганизми. Добро, зборуваме за затоплување на температурата на водата во езерата и во реките, зборуваме за појава на нови видови на паразити. Дали има и нови видови на риби досега што не биле, или мешање внесување на нови видови во езерата и како тоа влие? И во едно прашање ќе спојам тука, со каква опрема располага Хидробиолошкиот завод во Охрид? Дали имате современа технологија и како науката може да одговори на сите овие нови случувања што се резултат на климатските промени? Ево во делот за првото подпрашање ваше, значи конкретно за рибите се појавуваат секако инвазивни видови. Во Охридското езеро се, да речеме, 17 автохтони, значи домашни видови, а ново внесени се, односно регистрирани се уште 8-9 видови. Би го спомнал особено негативното влијание на сончарката, Лепомис гибозус, таа е внесена во Охридското езеро пред отприлика се некои 5 години, а во Македонија, значи во Преспанското езеро е внесена пред 15 години. И ево последниве година-две, кај сончарката среќаваме паразит, тоа е Eustrongylides excisus, нематода која се развива, значи, во внатрешните органи на сончарката и која има зоонозен потенцијал, значи може да се префрли на човекот. Пред не знам 10 на 15 години, не знам дали се сеќавате, имаше така голема помпа во соседните земји, во Србија, во Хрватска, каде што се наоѓа, значи се наоѓаше овај паразит во многу голем број и тој изгледаше, значи, некако и гадно, значи кај грабливите риби, кај сомот, смуџот и така. И Добро, кога велите внесена е пред 5 години во Охридското езеро, а претходно во Преспанското пред 15-тина, на кој начин се случува тоа внесување? И дали сончарката може да се... Да, два најверојатни начини со кои би можело да биде внесена оваа риба, значи во еден екосистем, во едно езеро, е или преку птиците кои во нивниот дигестивен тракт механички го пренесуваат паразитот и кога ќе дојдат се селат од една водна површина на друга, значи може да го пренесат, или преку човекот голема веројатност е тоа да е од некој љубител на аквариумски риби, па може би решил, значи, да го растури аквариумот и ги пуштил рибите во езеро, едноставно кажано. Професоре, дали сончарката може да биде нешто што кога станува збор за морињата, особено последниве месеци, представува рибата зајак? Таа е толку популарна, нешто како ако можам да направам паралела, рековте еден некој непосакуван вид во Охридското езеро, рибата сончарка. Кога станува збор за морињата, барем последниве недели многу туристи што летуваат во Грција, па и во Црна Гора, бидејќи се слушна дека и во Јадран стасала така наречената риба зајак. Дали навистина станува збор за сериозна опасност или стравот е поголем од реалниот риск? Да. Опасноста е реална, значи може да се деси каснување на човекот, значи на капачите, но генерално стравот кај туристите е често поголем од реалниот ризик за обичен капач. Рибата зајак, значи, не треба да се представува како масовна опасност за туризмот и за туристот што влегува во море, но не треба ниту да се подценува. Реалниот ризик за капачите е релативно
малако рибата не се допира и не се провоцира, но би истакнале дека е голем ризикот од конзумација, бидејќи рибата содржи силен невротоксин кој не се уништува со термичка обработка, и затоа, значи, сега најважната порака е да не се фаќа рибата, да не се јаде, да не се подготвува, значи, и при евентуален угриз веднаш да се побара медицинска помош. Професоре, знаеме дека нејзина природна средина е Црвеното море, Индискиот океан. Дали како резултат на зголемувањето на температурата во тие води таму, таа бега нагоре на север, па доаѓа во Медитеранот во обид да се разлади, или станува збор за некакви други миграции на рибата? Па рибата зајак не стигнала случајно до Средоземното море, стигнала, значи, преку Суетскиот канал, кој представува вештачка врска меѓу Црвеното и Средоземното море, и на почетокот, значи, навлегла во источниот и јужниот Медитеран, каде што водата е потопла, и заради високата приспособливост, силниот репродуктивен потенцијал и недостигот на природни непријатели за оваа риба, со тоа се возможило, значи, брзо да се прошири низ Средоземното море и стигнала до Егејското море со климатските промени и глобалното затоплување, значи, си нашла тука поволни услови за живот. Понатака, како што и вие спомнавте, значи, рибата е проширена и до Јадранското море, северна точка, каде што е најсеверна точка на Медитеранот, каде што е најдена и Медулинскиот залив во Хрватска, но сепак, значи, е тамо во многу помал број најдена. Но досега може да се каже дека, и тоа со сигурност да се тврди, дека таа е поопасна евентуално за луѓе кои би ја консумирале отколку за капачите. Ако добро ве разбрав. Да, значи рибата е отровна и е исклучително опасна, значи, да се јаде. Таа акумулира тетрадотоксин. Тоа е, како што рековме, многу силен невротоксин и кој не се разложува со термичка обработка, значи и да се спреми рибата, токсинот е тука присутен и во количина, значи, од 1 до 2 грама, значи, може да предизвика и смрт кај човекот. Токсинот е главно присутен во внатрешните органи на рибата, црниот дроб, половите жлезди, но може да се најде исто така и во месото. Професор, дали како резултат на климатските промени во иднина, во наредните години, може да очекуваме појава и на други риби кои биле невообичаени за Егеот, за Јадранот, да речеме, или генерално за Средоземното море, да дојдат од некои други води? Па сигурно да, значи со климатските промени, ево како што ги спомнав, значи овие два случаи со слунчарката и рибата зајак, можно е појавување и на други риби, значи и во морињата и во сладките води, значи и кај нас. Добро, за крај би сакал да ве прашам, по сите тие толку години истражувања на Охридското езеро и се што знаете за него, од новите видови паразити што ги откривте до новите видови на риби и на начинот на кој секојдневно живеете со Охридското езеро, дали и денес со ист жар, со иста страст влегувате како капач во езерото или малку сте резервирани, повеќе сте научник дури и кога се капите? Па не, како што спомнав, значи со паразитите реалната опасност од инфицирање е многу мала, со преземање, значи, на најосновни превентивни мерки се спречува појавата од инфицирање. Со капењето, значи, нема опасности. Инаку, како што ме прашавте, значи, за научната работа, значи ги сметам паразитите за многу интересен објект на истражување,
значи кажав дека има можности за наоѓање на нови видови на паразити, исто така значи паразитите се инсензитивен индикатор за загадувањето на животната средина ако се земат во предвид податоците за нивната распространетост, интензитет на инфестираност и така натака. И покрај тоа што живеете и работите на брегот на едно од најубавите езера во светот, ако сепак решите дел од вашиот годишен одмор да поминете на море, дали ќе бидете раат таму, дали ќе се капите со одредена доза на страв поради рибата зајак или што би ги советувале вашите блиски кои би летувале на море? Мене ми е искрено поубаво во Охрид и попријатна ми е водата за капење во однос на Грција и другите летувалишта. А кога би отишол таму, значи основна превентивна мерка е внимание, значи каде газиме, по можност да се капиме со патики за вода, значи да не нагазиме на ова риба зајак, односно да не касне, а има и други риби, значи има и таа риба пајак, риба мачка, кои се исто така значи опасни за ако ги згазнеме. Тоа е. Важно не се опасни, значи прво не се смртоносни, а друго со одредена терапија, значи сето тоа се санира. Кога го гледате денес езерото, дали го гледате со истата љубов како млад истражувач кога бевте, или да го преформулирам прашањето, колку ние, имајќи предвид и нашиот менталитет, го упропастуваме брзо езерото и што треба итно да направиме за Охридското езеро да остане такво како што е, односно такво како што сите го знаеме и го сакаме? Јас да, можам да кажам дека со истиот жар приоѓам на работата и како што навлегувам, значи све повеќе и повеќе, значи откривам некои нови работи, љубопитен сум и сакам да знам што е можно повеќе. Правам и асоцијации, значи со ево како што спомнам, значи асоциацијата со микрофлората кај човекот го наоѓам, ето конкретно најповеќе се бавам со паразитите на рибите, наоѓам нивната смисла, зошто се тука присутни, дека тие имаат и позитивна некоја улога во екосистемот. Би го спомнал и ево за некои истражување што последниве години ги правев на некоја група на паразити, тие се наречени акантоцефали, цревни паразити со рило, а последните години наоѓав, значи, многу помалку паразити, многу помалку акантоцефали во однос на пред 30 години, повеќе од 30 години, кога работев магистерската теза. Но последниве години сепак е повеќе него предходните 15, можеби или 20 години, кога тие воопшто не се наоѓа. И размислував зошто би можело тоа да биде така и ето, сметам дека една од причините за тоа е што порано пред 30 и повеќе години, значи во Албанија постоеле и рудници за тешки метали, за хром, никел и слично. Годините се ослободувале од јеловините тие тешки метали, се влевале во езерото и тие влијаеле на живиот свет во езерото, меѓу другото и на преодни домаќини од овие паразити, па затоа и нивниот број се намали последниве години, но последниве 5 години веќе нивниот број веќе и се зголемува. Стојмир Стојановски, Хидробиолошки завод Охрид. Професоре, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на емисијата Да си каже.
Ви благодарам и вас за поканата и за можноста да бидам дел од оваа емисија. Ево колку толку мислам дека гледачите имаат некој поголем увид на оваа проблематика и благодарност значи до сите гледачи што не следеа од овоја време да бидат со нас. Секако, ви благодарам уште еднаш. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.